На почетокот на емисијата најавивме дека на 30 јуни почнува фестивалот на народни инструменти Пеце Атанасовски. Денешен наш гостин е доктор Стојанче Костов, етнокоролог и член на управниот одбор на фестивалот Пеце Атанасовски. Добро ни дојдовте во студиото и во емисијата. Добар ден, добро ве најдов и благодарам на поканата. 44-то издание. 49. Девето, се извинувам. 49-то. Богата традиција, навистина мислам дека цела држава со гордост треба да го носи овој фестивал и мислам дека има со што да се пофалиме кога го одржуваме токму овој фестивал на народни инструменти Пеце Атанасовски. На 30 почнува, ајде малку да објаснеме, да информираме со колку учесници, со што ќе се представите оваа година. Така, фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски оваа година ќе го има своето 49-то издание, што значи дека следната година веќе е 50-то јубилејно и можам да кажам дека е еден од трите фестивали кои што имаат национален предзнак, освен фестивалот и Линденски денови во Битола и фестивалот, Балканскиот фестивал во Охрид. Овој фестивал, Пеце Атанасовски, е исто така еден бренд кој што веќе 49 години континуирано се одржува и навистина имаме голем интерес како и секоја година. Споменавте нели дека на 30 јуни ќе биде отварањето, официјалното отварање на фестивалот. Оваа година имаме околу 300 учесници, со тоа што претходно имавме некаде околу 380 пријавени. Меѓутоа, селекционата комисија на чело со уметничкиот директор професор доктор Родна Величковска селектираше 300 учесници кои што ќе настапат во два вечери. Значи, првата вечер ќе биде отварањето во 19 часот на 30 јуни, каде што ќе биде официјалното отварање на камената сцена на плоштадот Александрија и оваа година за прв пат имам ексклузивна можност да најавам дека по фестивалската вечер свој концерт ќе одржи и Националниот ансамбл за народни игри и песни на Македонија Танец, каде што ќе имаме вокално-инструментален концерт. Тоа ќе биде по фестивалската вечер. А следниот ден на 1 јули на Рудина, кој што ќе почне некаде околу 18 часот, ќе имаме некаде околу 20 на учесници и овде ќе споменам дека во годините наназад овој фестивал има и интернационален карактер. Знаеме дека годините кои беа во корона 2020 и 2021 некако странските учесници не успеваат да дојдат и да настапуваат, меѓутоа оваа година може да се пофалиме со гајдаџи од Република Србија, значи од Књажевац, имаме од Лесковац и од Сврлик, едни типични трогласни сврлишки гајди кои што ќе ни се представат на фестивалот. Тие ќе настапуваат и првата и втората вечер. И исто така имаме женски инструменталист од Република Бугарија, од Софија, која што ќе свири и на гајда и на некои типови на зурла, така што ќе биде навистина интересно за гледачите, за посетителите кои што ќе дојдат да го видат, да го проследат целиот фестивал. Навистина, кога кажувате 380 или 300 годинава, навистина фрапантна бројка, морам да кажам. И самото тоа привлекува внимание. 300 учесници, доста е, како велиме ние, човек да ги погледне. Така, јасно. И тука ќе напоменам дека овој фестивал е единствен каде што се изведува вокална, инструментална и вокално-инструментална музика, што значи дека учесниците имаат некои десетина минути на располагање да покажат што знаат и тоа се состави не повеќе од 12 на луѓе, што значи дека имаме доста ансамбли, некаде околу 30 распоредени во двете вечери и исто така овде ќе споменам и за наградите. Значи имаме 10 специјални награди кои што се статуетки со гајдата на Пеце, потоа имаме Гран-при награда и главната награда е гајдата на Пеце која што е изработена од мајстор од Прилеп и таа награда ја добива најуспешниот гајдаџија. Тука исто ќе споменам дека пред 2 години младиот Тео Грујовски, кој што имаше тогаш 9 години, и
дури председателот на Републиката, господинот Стево Пендаровски, беше нагости кај него. Тоа беше прилог кој што вашата телевизија го покри и мислам дека беше навистина можност за младите да видат дека навистина треба да се негува традицијата и треба да ние како фестивал, меѓутоа и државата, да посветува внимание повеќе на одржување во континуитет на ваквите фестивали. Несомнено, оваа традиција од 49 години, верувам дека веќе се подготвувате за јубилејното, бара работа. Секоја година, несомнено, да не ги подценуваме сите години, меѓутоа кога е јубилејно, а се работи за 50 години, тоа е континуитет каде што ќе се покаже хронолошки, историски, буквално за народните инструменти во нашата држава, покрај тоа што има интернационален карактер. Така, јасно. Нормално дека веќе размислуваме и што ќе успееме да реализираме за тој јубилеј, затоа што веќе имаме голем број на идеи, се надеваме дека фестивалот ќе трае 3 или 4 дена, во зависност од тоа колку ќе успееме да добиеме финансиска поддршка. Тука ќе го споменам Министерството за култура, која што секоја година континуирано одвојува средства за организација на овој фестивал, и општина Прилеп, како и општина Долнени, кои што секако нели се дел од фестивалот и финансиски и логистички го поддржуваат секоја година. Така што се надевам дека и 50-тото издание навистина ќе биде богато, како што ќе биде и ово годишното. Бидејќи ги знаете учесниците, верувам дека ќе има и доста работа за наградувањето. Секогаш можеби е тоа и малку неблагодарна работа, кога е силна конкуренција. Еве, кажувате, се пријавиле многу повеќе, учествуваат 300, значи веќе се влезени, можеме да кажеме, професионални групи. Да, имаме, например, во најголем дел, да речеме се, аматери кои што долги години свират на гајда, свират на тамбура, свират на кемане и така натаму. Меѓутоа, исто така имаме и младинци и деца кои што се школувани. Значи, имаме оваа година ќе имаме и младински и детски групи кои што веќе изучуваат традиционални инструменти, затоа што знаеме дека во денешно време мора тоа да го работат, да го изучат некаде за да може да го презентираат. Ако во минатото старите учеле од татко, од дедо, од баба, од прабаба и така натаму. Како семејна традиција. Да, како семејна традиција. Тоа денеска за жал е многу ретко. Пак ќе го споменам Тео Грујовски, кој што татко му бил гајдаџија, а на неговиот татко бил гајдаџија, и тие се ретки, да кажам, примери во државата кои што навистина треба да се вреднуваат и треба да се наградат. Така што пак ќе кажам, интересот е голем и многу од младата популација веќе почнува да свири на традиционалните инструменти. Тоа е наше, како велиме. Овој фестивал ќе биде пропратен со други содржини, ќе се одржи семинар за изучување на народни инструменти, кој што започнува на 27 јуни, значи малку порано. Меѓутоа е во вклоп на оваа манифестација. Да, во склоп на фестивалот веќе скоро 10 години се одржува семинар за изучување на традиционални инструменти и песни. Оваа година, како и 3-4 години предходно, предавачи ќе бидат професор доктор Родна Величковска, кој што е етномузиколог, потоа професор доктор Горанчо Ангелов, кој што исто така етномузиколог, инструменталист, магистар Горан Василевски и јас како дел од предавачите, со тоа што оваа година заедно со колегите се одлучивме тематски да биде семинарот, како што и секоја година. Ќе се изучуваат вокално-инструментални содржини од Малешевско-пијанечкиот регион. Лани на ланскиот семинар имавме Овче поле, значи дел од вокалната инструменталната традиција на Овче поле, а оваа година Малешевско и пијанечкиот регион. Имаме десетина млади учесници на семинарот, кои што се веќе или се во некој ансамбл веќе свират, или се во некој од средните музички училишта, затоа што за 3 до 4 дена не може од нула да се научи некој да свири некаков инструмент. Затоа ние практикуваме да бидат веќе до некаде образовани музичари и да
знаат да свират на инструментот, со тоа што ќе им поставиме содржини кои што тие на отварањето на самиот фестивал ќе имаат прилика да ги отсвират пред публиката. Тоа ни е некоја традиција која што веќе неколку години наназад се случува, да можат семинаристите, тоа што го имаат научено на семинарот, да го презентираат како финален производ на самиот фестивал. Да, убаво кажавте, навистина треба да бидат, како велиме, обучени и семинарот само да им го прошири може би знаењето, а може би и да се дадат некои инспирации за понатамошно дообразовување или навистина нешто што може ќе ги потикне понатаму во некоја друга област или во таа област само во повисоки степени. Меѓутоа ќе има и симпозиум. Да, симпозиумот кој што го носи насловот Фолклорот во минатото и денес се одржува 4-та година поред и тоа е нормално на иницијатива на целокупниот уметнички совет и на управниот одбор на фестивалот, со тоа што ќе се одржи во 11 часот на 30 јуни, значи на самиот ден пред отварањето на фестивалот. На овој симпозиум ќе учествуваат 12 на еминентни истражувачи, еминентни научници од областа на етномузикологијата, етнокореологијата, фолклористиката и тука имаме колеги од Институтот за фолклор кои што ќе имаат свое излагање, секој на зададена тема. И добро е тоа што се наоѓаат средства за сите овие излагања да бидат преточени во зборник. Значи, пред почетокот на самиот симпозиум веќе ќе го имаме испечатено зборникот кој што е 4-ти поред и ќе можат сите оние кои што се заинтересирани да си го купат, да прочитаат сето она што е најактуелно во истражувањата во однос на фолклористиката, на етномузикологијата, на етнокореологијата и така натаму. Практично кинете промоција на претходниот симпозиум од минатата година. Па да, генерално, значи на самиот симпозиум ние фактички го промовираме зборникот и потоа ги слушаме сите излагања на колегите кои што имаат одредени теми од областа на сето ова што го споменав претходно и тоа е навистина еден убав начин да се вклучи и научната мисла во самиот фестивал и да биде тоа како една целина во сето она што го носи фестивалот Пеце Атанасовски. Од семинарите нешто печатено ќе произлегува? Од семинарите за сега не сме одлучувале. Да, тоа се однесува само на оние стручни предавања, значи на стручни излагања на научните работници кои што ќе бидат дел од симпозиумот. И сето тоа ќе може во некоја од вашите емисии да го испромовираме кога ќе заврши фестивалот. Несомнено, кога се работи за наше, за традиционално, ова е нешто национално, како што кажавте, каде што ние навистина можеме само да бидеме амбасадори во светот, надвор од нашата држава, каде што со горделивост можеме да се пофалиме што имаме, со што располагаме, каква традиција имаме и навистина тоа е одлично. И многу ми се допаѓа што фестивалот навистина го постојано го надградувате. Како велите вие, давате влијание на науката, затоа што несомнено се побрзани. Верувам дека само како велиме да има убаво време, да не послужи времето, да. И доколку не послужи, имаме резервна варијанта, тоа секогаш верувам како организатори, како организатори секој пат го земаме во предвид, значи доколку не дај Боже не послужи времето, ќе се префрли фестивалот во Домот на култура Марко Цепенков, така што имаме и резервна варијанта. Мој апел е до присутните, до публиката која што ќе дојде да го гледа фестивалот, да биде во поголем број и да уживаат во двете фестивалски вечери на 30 јуни и на 1 јули. Верувам како и впрочем и досега, секогаш сте имале доста посетеност, имало публика не само од Прилеп, да кажам и Прилепско, меѓутоа од цела Македонија, затоа што сте атрактивни и сосема на крај, треба ли повеќе вакви фестивали?
Па добро, несомнено е дека секогаш Не треба... мора да биде од ваков национален карактер, меѓутоа може би помногу бројни. Да, треба да има вакви фестивали, меѓутоа тие се 3 фестивали што ги споменав претходно кои што имаат национален карактер и можеби треба многу повеќе да се вложува овде, а секако и да се поттикнат и останатите општини, останатите градови да почнат од некаква организација на вакви фестивали за традиционална музика. Доктор Стојан Чекосов, навистина ви благодарам за учеството во емисијата. Повторно ќе ви кажам, би сакала да имате успешен фестивал, уште поуспешни симпозиум и семинар, каде што навистина младите го правите се со единствена цел за младите, за навистина да им покажете и докажете и да ги научите, како што велиме, да добијат повеќе она што е потребно во делот на образованието, а тоа се однесува на народните инструменти. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам.